Ние како советничка група се што сме слушнали досега од изјавите од страна на градоначалничката, но исто така и од страна на представници од владата, дека денеска на оваа координативна средба треба да очекуваме определени понуди за решенија како да почне да се решаваат всушност проблемите во градот Скопје, кои што сите како граѓани не мачат. Првенствено околу јавниот превоз, потоа чистотата, комуналната хигиена, зеленилото, кое што се на некој начин, да кажам, приоритети на граѓаните и она што очекуваат граѓаните првенствено од оние кои што се носители на јавни функции да ги решаваат проблемите. Очекувам дека пред советниците, односно на оваа координативна средба, ќе биде предложен определен план што како совет треба да понатаму да се изгласа. Ние остануваме конструктивни во делот на прифаќање на предлози, давање определени наши сугестии за тоа како може да се подобрат состојбите, исто така како што во претходните 2 години сме одлучувале, сме давале своји ставови и размислувања во определени предлог одлуки кои што биле давани од страна на градоначалничката, зошто сме ги гласале, зошто сме ги поддржувале, но исто така сме имали и став и размислување зошто истите не сме ги поддржале. Но меѓутоа кога станува збор за интересите на граѓаните, особено во делот на јавна чистота, комунална хигиена, јавно претпријатие, сите одлуки сме ги поддржувале, бидејќи сме тука за да излеземе во пресрет на граѓаните и да овозможиме подобар живот на граѓаните кои што ги користат јавните услуги во градот Скопје. Шоферов, кој е според вас виновникот што се наоѓаат ваквите предпријатија во ваква состојба и дали можеби програмите кои што не се изгласани во комунална хигиена, за животна средина и останатите програми кои што неколку пати ги повтори градоначалничката се онаа кочница за да Скопје тоне во ѓубре, за да нема автобуси и слично. Вака сега, јас не сакам да бидам сватен погрешно пред граѓаните, но и пред вас представниците на медиумите, но меѓутоа правев една споредба. Во 2021 година, кога Советот го изгласал буџетот на градот Скопје за 2022 година, паралелно на тоа се изгласали и сите програми заклучно со месец февруари. Со последниот ден на месец февруари и последната седница сите програми на јавните предпријатија биле изгласани. За разлика од тогаш, во 2023 година, дел од програмите не се гласаат и до крајот на годината. Во оваа година имаме изгласано само неколку програми. Не се изгласени програмите, како што спомнавте, за јавен превоз, локален превоз на патници, не се изгласени програмите за дополнителни активности во делот на јавната чистота, паркови и зеленило. Генерално, јавните предпријатија треба да работат врз основа на изгласани програми од страна на Советот. За жал, иако сме имале определени забелешки, не сме сакале да бидеме кочничари на процесот во градот Скопје. Сме давале ние позитивно мислење и позитивна одлука за определени програми, но меѓутоа програмите за функционирањето на јавните предпријатија не добијат доволен број на гласови, односно мнозинство од Советот на градот Скопје за да бидат изгласени, за да можат јавните предпријатија да работат по истите. Оптимисти сте за координативниот состав? Јас сум по природа оптимист, како советничка група секогаш сме оптимисти дека можеме да постигнеме нешто со нашето делување во Советот на градот Скопје, но меѓутоа во оваа ситуација останува да ги видиме предлозите од страна на Арсовска за да можеме понатаму да размислуваме во начин како би можеле на седницата закажана за нареден четврток да размислуваме да ги подобриме состојбите во градот Скопје воопшто.